Наша примарна цел беше пласман во плейоф, иако бевме во втората група, во Б група, во која беше далеку посилна од групата А, така не се падна. Имаше многу неизвестни надпревари и со еден кит во тие надпревари, значи, можеше да се загуби многу, ама ние одевме по потешкиот пат и изборивме пласман, заслужено изборивме пласман во плейоф. Каков е квалитетот на екипата, колку има простор за напредок и како ќе се подготвувате до почетокот на месец март и стартот на официјалните надпревари? Па добро, моје мислење е дека во овие играчи има уште квалитет. Значи не успеавме во првиот дел да извадиме максимум од секој играч. Ќе се потрудиме заедно со мојот тренерски тим во ова полусезона да го извадиме максимумот од секој играч и тоа се да вклопиме во една тимска целина, пошто само тим донесе резултат. Видовме дека беше повикан Кузмановски за репрезентација, што е голема награда за вашата работа, а и видовме дека се сочивте и со проблем на позицијата десен бек. Како ќе го решите тој недостаток во преодниот рок и во разигрувањето? Така. Па заеднички со менеджментот на клубот одлучивме да ангажираме играч на таа десна позиција. Моментално го имаме тука Павле Петровиќ од Босна и Херцеговина, кој е моментално на една проба кај нас да видиме што и како и колку може, и јас имам едни добри препораки од моите колеги од Босна. Имаат само пофални зборови за него и мислам дека он ќе би појачање за оваа полусезона. Стефан, ти си еден од поискусните во ростерот на Еврофран Перистер 2, беше репрезентативец, играше на големи надпреварувања и знаеш што значи да се игра против поквалитетни тимови, какви што веројатно ќе има во разигрувањето. Што значи за најмладата екипа во плейофот, уште 14 надпревари од највисоко ниво? Пред се за нас е голем плюс ова што го постигнавме пласманот во плейофот, бидејќи ќе имаме утакмици кои ќе ни дозволат да растиме ние како играчи. Мислам, јас може сум еден од поискусните, меѓутоа има други деца кои за прв пат ќе играат во плейофот и мислам дека нив ќе му биде од големо значење за понатамошниот развој на нивната кариера. Игравте два пати против Металург, имаше неизвестни надпревари и против Бутел и против Тиквеш, пријателски надпревари одигравте и против Еврофран Перистер. Што значи и докаде е нивото на овој тим на Еврофран Перистер 2 наспроти најсилните екипи во лигата? Мислам дека овој тим има капацитет за да се надпреварува со тие екипи. Мислам дека ние треба да работиме во подобрување на некои сегменти од нашата игра, со што би биле подобри, би биле уште поголем подобар противник за нив. За нас секако тоа представува задоволство и уживање за да се надпреваруваме со екипи кои навистина се можеби како Вардар и како Еврофран Перистер кои се во врвот на европскиот ракомет, така да за нас е од големо значење.